Има 26 години, дипломирал менаџмент и организација. Сега е менаџер за продажба во едно штипско предпријатие. Откако се сеќава за себе, сакал да се занимава со музика, а денес е познат диџеј и пушта претежно вокал дип хаус музика, неколку пати со познати светски диџеи. Подготвува миксови и издава цедиња. За само една година има издадено 3 цедиња со техно музика, а третото ќе го промовира со почетокот на месец мај. Првото карактеристично за неговите компилации се насловите. Првата едиција ја насловил како Feel the Rain, второто CD е наречено Feel the Difference, а последното Feel the Dark Side, во кое ќе може да се препознае неговата мрачна страна. Втората карактеристичност е тоа што се правени наменски, но одлично се прифатени од љубителите на овој музички правец, во дискотеките низ Македонија и во соседните држави, претежно кај нашиот јужен сосед. Мојот денешен гостин е познатиот диџеј Игор Василев, меѓу љубителите на техно музиката познат како Василе. И јас сум Билјана Постолова, а вие не го менувајте каналот. Останете со мене. Следува Влагол. Веќе знаете, почитувани мои, гостин во ова издание на емисијата во Агол е Василе, или Игор Василев, или Василе. Добре дојде во Агол. Фала, добро е најдов. Благодарам на поканата. Во најавата веќе кажав што се досега имаше работено, како имаш работено, но ќе почнеме од крајот. Чи подготвуваш ново CD, што конкретно ќе може да се случи на ова CD и да се слуша? Новото CD, Feel the Dark Side, малку ќе луѓето осетат мојата темна страна. Станува збор за deep tech музика, каде што потоа на крајот преминува малку во техно и сето тоа завршува со, можам да кажам, веќе една моја препознатлива трака. Планираш По тоа што луѓето добро веќе се запознаени со моите сетови и таа трака е така како за символ. А рече луѓето кои што се запознаени со твоите сетови, но претпоставам дека постои некои од гледачите на емисијата кои што не се запознаени со твоите сетови. Што се случува таму? Тоа се преферирам ремикси од познати траки, преработени во дип верзии, во хаус, така да тоа звучи премногу добро и има добра забава за сите погодена музиката и звучи супер. Каде можете да уживаат љубителите на овој вид на музика, на забава која што ти ја правиш? Па веќе немам резидент место во градот, така да со следење на мојот Facebook профил може да дојдат во некои дискотеките или кафе-баровите во државата. Секако емисијата во Агол ја гледаат и жители кои што живеат надвор од Штип, така да како може да те најдат на Facebook за да може да дознаат каде си и Игор Василев име и презиме и таму сум. Сите они кои што се љубители на твојот стил на музика, кажи ми, рече само твојата мрачна страна. Конкретно само твојата мрачна страна или може би има примеси на нечија друга мрачна страна со која си се сретнал во текот на Не, само моја, бидејќи првите 2 цедења беа малку, да речем, полабава музика и многу од моите слушатели реагираат на тоа како дај направи нешто ново, премногу мирна музика, ова е за кафе, ова е за возење во кола. И така со мојот тим седнавме и разговаравме и викаме дај да направиме нешто стварно моќно и горд сум на тоа што тоа испадна баш така како што го замислував. Ајде да погледнеме што е тоа што ти го имаш работено, да слушнат и гледачите и да видат на гледачите на емисијата во Агол, а потоа ќе продолжиме со она што досега го имаше работено и што се планираш во иднина.
Во текот на емисијата ќе можете да го видите и промо материјалот, промотивниот материјал кој што Василе го има подготвено за неговото најново CD, но еве сега полека да се враќаме назад во минатото. Да зборуваме за второто твое CD, зошто ти сугерирале да правиш нешто појако, толку ли е тивко тоа што се слушало на второто CD? Второто е полабаво, значи првите две се полабави, третото е појако. Да. Второто по име Feel the Difference, одлучивме да направиме некоја разлика од првото CD, со тоа што можат да се сретнат повише комерцијални хитови изработени во дип варијанта. Спомна, втор пак спомнуваш повеќе комерцијални хитови. За кои хитови конкретно станува збор? Радиски хитови, што се хитови на радио, се преработени во дип варијанта, во хаус варијанта, измиксани од моја страна и одлучивме CD да се вика Feel the Difference. Со кого тоа одлучуваш? Тоа е мојот тим кој работи за мене, заедно со мене. Еден поздрав до Trinity Media, еден МК, секогаш незаменливите Телекабел и остатокот од другите. Така. Тимот што победува не се менува. Колку долго работиш со овој тим? Па можам да кажам добри 6-7 години активно. Цел живот се занимавам со музика, можам да се кажам како од мала возраст, но не како диџеј, туку како колекционер на нова музика, каде што секогаш ми беше желба таа песна што е хит да ја имам. И сето тоа со текот на времето поминуваше и заклучив дека имам некој звук за музика и викам да си ја пробам среќата. Велиш хит. Хит е песна која што тебе ти свиѓа или хит која што е во моментов во тој одреден период? Во моментов која се свиѓа на сите. Така. Feel the Difference беше, почувствувај разликата. Так, имаме видео материјал од твој настап. Настапот е дел од Angels Cafe за 4-тиот роден ден, каде што јас со свој саат време сет настапувам таму за 4-тиот роден ден. Ајде да ја почувствуваме разликата. Can we
Feel the Rain е насловот на првото CD кое го имаш издадено. Кога се случи точно тоа? Тоа се случи пред точно една година. Се сеќавам беше април. Период кој што врнеше премногу дожд, не престануваше по цела недела и одлучивме да го крстиме Feel the Rain. Со тоа што беше многу добро прифатено и имаше и аргументи као дај веќе пушти го CD-то во етер и дождот нека престане да слушнеме што си направил. И за моје прво CD под мој наслов, зборам стрикно за мене, многу солидно испадна, многу добро. Беме пуштени во етер околу 100 CD-ња, потоа самата публика побара уште многу и направивме една комбинација со Angels Cafe као со мој настап, каде што беа спонзорирани уште 100 CD-ња од Feel the Rain. Во продажба ти беа пуштени? Не, само слободно. Слободно по радио, по телевизија? Да, така. Рече дека немаш резистент место каде што пушташ во музика во Штип, ти има во повеќе градови во државата, но и надвор од државата, пушташ музика и во соседните држави, во соседна Грција, пример? Се уште сме во преговори со Aqua Music Барот и Клуб Прл во Калитеа во Грција. Се надевам дека ова лето ќе се видиме и таму. Па останува за натака. Сега во претходниот период имаше настап што музика во Кавадарци, потоа во Виница. Во кои други градови може да уживате во начинот на кој што ти работиш? Бев, кафе бар пијаца на мој многу добар пријател. Како што кажавме, Кочани Пулс, дискотека number one моментално во источниот дел на Македонија. Кафе парк Виница, клуб Underground Штип, тие се као остални места. Кога спомна клуб Underground, она што јас не го спомнав е дека ова емисија се снима во ноќниот клуб Underground, каде што има незаборавни забави. Да, многу добри. Така. Не сум присуствувала, затоа само пренесувам кој како се чувствувал на забавите во ноќниот клуб Underground. Сега предлагам, како што реков пред малку, да го погледнеме промо материјалот за новото CD, па ќе поразговараме малку повеќе за тоа на кој начин и каде и како планираш да го промовираш. Feel the dark side with Vasile. Promo date 1st of May, supported by Telecable, Power Club, Aqua Music Bar, Trinity Media, Atrium Studio, 1MK, Canal Plus. Feel the dark side with Vasile. Овој промо материјал што го погледнавте сега, со кој што ете во наредниот период, Василе ќе се промовира, односно ќе го промовира неговото трето CD, е монтирано, направено, спакувано во Канал Плюс телевизија во Штип. Колку долго го подготвувавте ова промо издание? Овој проект можам да кажам дека е веќе месец и половина, скоро 2, затоа што чекаме 1 мај и да се случи она главното. И сите да почувствуваат она темна страна. Така. Реков ќе поговориме малку поопширно во врска со промоцијата на твоето последно CD. Имаш ли веќе одредено што како ќе се случува и каде ќе го промовираш? Промоцијата ќе се случува во клубот Прл во Грција во Калитеа, но не со мој музички настап, на мојата добра пријателка Марга Сол, која за прв пат ќе настапува во клуб Прл оваа сезона, каде што и на 1 мај отварањето на тој клуб официјално започнува, како што велат они, сезона 7. Ќе поделиме 100 CD-ња, мајци, се надевам дека ќе минеме супер. Поддршката ја имам од клубот Прл, Aqua, Телекабел, 1MK, Trinity Media, Atrium Studio, Canal Plus, нормално со вас, My Gym Complex. Сега за сега се само тие луѓе кои веруваат во мене и
заедно со мене од почеток до крај. Ти посакувам многу успех и сега пред да продолжиме, пред да се приближиме некако полека до крајот на ова издание на емисијата Вагол, би те запрашала дополнително за нешто што го спомна ти пред малку. Значи рече дека од многу мал се занимаваш со диџејство или како да речам, значи прво со слушање на музика, па потоа со создавање на некој начин на музика. Што беше она пресудното што си рече ти од сега, а нели веќе имаш завршено менаџерство и се занимаваш со сосема поразлична работа од диџејството, ова ти доаѓа некако како хоби или како твое второ јас. Да. Не се сеќавам, како што кажав пред тоа, многу од мал влегував во некои клубови овде во кај нас во Штип и застанам до диџејот и го гледам што работи. И си викам ајде да пробам. Го пробав тоа и звучеше супер, добро беше прифанат од штипската публика, со тоа што после ме натера да вложуваш во тоа, да даваш труд, за ден денес сето тоа да е тука кај што сме и се надевам на нешто поборе. Дали веќе имаш идеја за нешто ново, уште поново некој четврто CD кое што или треба да заврне доштим, треба да се случи нешто? Четврто CD ќе има, да, меѓутоа малку покасно, бидејќи, како да кажем, овие три некако ги избрзавме, Да, токму затоа доаѓа во рок од 6-7 месеца. Така што сега ќе го издадиме Feel the Dark Side, ќе направиме добра пауза, здравје на Зимо, да се видиме со ново. Да се видиме со ново повторно Вагол. Нормално. Ти посакувам успех да реализираш се што планираш. Да слушнам за тебе не само во Грција, туку и во останатите држави во Европа, па и Америка, зашто да не. Благодарам што беше Вагол. Сега да повторно со промоција на четвртото твое CD. Фала многу. Ајде на селфи сега. Ајде.